Денеска сме овде собрани луѓе кои што не прават разлика дали сме македонци, дали сме турци, дали сме власи, албанци, срби. На овие луѓе апсолутно не им е важно дали зборуваат со возрастни, со студенти, со пензионери, со работници, со земјоделци, со наставници, со лекари, со службеници, со директори. Тоа е политичката идеологија на ГРОМ. Значи, Македонија како граѓанска држава, а во фокусот неговото височество граѓанина. Се покажа дека ова не е утопија. Имено во Карпош, протагонистот на ова, главниот протагонист на оваа иницијатива, ги збриша, буквално ги збриша кандидатите и од партијата на власт и од опозицијската партија и покажа дека луѓето сакаат кандидати за градоначалници кои мислат со своја глава. Тоа делумно се покаже и во вашиот град, се покаже и во Ресен, се покаже и во Куманово, и во Охрид. Значи, луѓето сакаат да се идентификуваат со луѓе кои што имаат зад себе резултати, луѓе кои што имаат со што да се пофалат, а не луѓе кои што својот прв политички ангажман им бил во владата или на некоја висока врвна функција во државата. Токму заради тоа, мислам дека ова опција има иднина. Исто така сакам да ви укажам, веројатно се прашувате од каде сега името ГРОМ. Освен тоа што е кратенка на политичката филозофија на ова идна политичка партија, сакам, иако по професија сум биолог, едно многу кратко предавање да ви одржам за тоа што направил громот на оваа планета. Пред 4 милиарди години во океанот имало мали молекули, неоргански молекули на кислород, јаглероден диоксид, амонијак. Меѓутоа немало живот, требало енергија. Удрил гром во големиот океан и од сите тие мали молекули настанала првата органска молекула од која што настанал првиот жив организам. Значи, тука е символиката. Оваа политичка опција ќе се занимава со животот на граѓаните. Не сакаме граѓаните да бидат заложници на политиката, туку политиката да биде инструмент во рацете на граѓаните за да ги остваруваат своите животни цели. Оваа опција нема да ги пика проблемите под тепих, ќе ги решава. За нерешавањето нема да ги обвинува политичките противници. Иако некогаш делува излитено, меѓутоа нашата вистинска цел е да однесеме Македонија во Европската Унија, да обезбедиме пласман за производите на нашите вредни луѓе, да обезбедиме вистински инвестиции каде што младите луѓе ќе наоѓаат работа. Да не спроведуваме екстерно оценување со кое што ќе ги дисциплинираме учениците и наставниците и месец дена ќе ги држиме во тензија да не знаат главата кај им е. Ќе направиме сосема нов принцип на наградување на луѓето. Нема да ги политизираме повеќе медиумите, нема од администрацијата, односно од владата да направиме најголем работодавач во државата. Тоа е тоа што сакаме да го понудиме на луѓето како алтернатива на она што сега ни се случува. За жал, ова не е од сега. Ова се случува во последните 20 години. Исто така сакам да кажам дека одговорно ќе се однесуваме кон народните пари. Нема да ги фрламе на глупости. Нема да создаваме само центри кои што би сакале да изгледаме убаво, а сето друго ќе го посипуваме со прашина. Од тие причини, мислам дека и вашето присуство кажува дека нема да ја доживееме судбината на некои други кои што се обидуваат да промовираат граѓански концепти, меѓутоа потоа станува привезоци или како младите што сакаат да кажат атачменти на другите политички структури. Не, покажавме дека оваа опција има иднина во Македонија. Токму заради тоа, гаранција за ова што сега го зборувам е победата, односно успехот кој што го постигна Стефче Јакимовски на локалните избори во општина Карпош. Тој покажа дека може и со безмилосно поттикнување на работа, меѓутоа со рационално трошење на народните пари, да ги поправи сите 10 основни училишта во општина Карпош, да ги поправи сите улици, да не наплатува паркинг,
да создава зелени површини кои што навистина пленат, тоа што во ниедна друга скопска општина го нема. Затоа би сакал да му понудиме да Карпош го донесе во Македонија, односно Карпош да го претвори во Македонија, а Македонија да ја однесе во Европа. Стефче Јакимовски.